Лекови од позитивната листа нема поради манипулацији. Вистината која граѓаните одамна ја знаат ја потврди и премиерот Зоран Заев. Едниот дел на проблемот се јавува кога се издаваат фиктивни рецепти од страна на лекари, а истовремено со добро организирана форма на аптеки фиктивните рецепти ги примат и лековите фактички доаѓаат во посед на луѓе без пари. После со нив се тргува широм Македонија, надвор од Македонија, во други земји и слично. И тие се незаконски криминални активности, правиме сериозни истраги. Дека премиерот конечно ја кажал вистината, се согласуваат и граѓани кои до потребните лекови стигнуваат многу тешко. Лекови кои ти ги го пишат кај матичо е водно, дојдеш да ги взимаш, дојдеш тука со рецепт, нема ги, а на природно ги има. Тука може да постои нешто. Јас мислам дека обавезно има манипулација со лековито, али не навлегувам у таа технологијата, оти е малку комплицирана. Но ако ветувањето на премиерот стигне на место и на време, најдоцна од октомври, со лековите од така наречената позитивна листа би требало се да е во ред. Од друга страна, граѓаните пак ќе треба да се одвикнат од праксата да ствараат големи домашни аптеки. Но оваа пракса има образложение, а тоа е дека е изгубена довербата во системот кој наведува на несигурност, зашто за некои граѓани кога нема лекови, нема ниту живот.